Добро вечер за оние наши гледачи кои се вклучуваат во отвореното студио на Еден телевизија. Крајот на овој програмски појас секојаш по правило предпоставува панел дебата. Вечерова тема е долговите или репрограмирањето на долговите или спасувањето на долговите на општините кои изнесуваат над 100 милиони. Владата со ребалансот предвидува 51 милион да им додели на општините за губари. Во студиото се двајца градоначалници на Гостивар, доктор Арбен Таравари и Аце Коцевски. Гостивар и Аце Коцевски Велес. Во студиото денеска вечера требаше да бидат присутни, овој стол е токму заради тоа и празен, представник на Министерство за финансии. И покрај моите контакти со советникот на министерот, на кому му беше соопштена и темата и гостите, и покрај денешните обиди некој од Министерството за финансии да присуствува на ова дебата врзана за значени прашања и за граѓаните, и за финансиската перспектива на општините, со еден приличен примитивен однос на пиарот на Министерството за финансии, во кои се обидуваат да ме испрашуваат па кои ќе дојдат, па што ќе се разговара, сепак никој не дојде. Тоа зборува за нив, а моја блага сугестија е да е огромниот тим на пиар експертите во владата да размислат дали е тоа нивото на така наречената транспарентност на кабинетот на Заев. Јас можам да бидам суетен, но не сум од тој ков, но не можам да заборавам дека во некое друго време, за некоја друга власт, многу по-жестоки критичари бевме во однос на нетолерантноста и неотвореноста кон медиумите. Ако продолжи оваа пракса, мислам дека ќе се соочиме со една нова димензија на затворени информации и манипулација со нив. Толку за пиарот и за Министерството за финансии. Веднаш на почетокот ви благодарам што дојдовте и што одвоите време. Се надевам дека ќе бевте можеби во една помисловна и поинспиративна дебата доколку имаше и дел од креаторите на законските решенија. Владата со ребалансот се реши од околу 100 и кусур милиона, 51 милион да одвои на општините. Господин Коцевски, како представник на ЗЕЛС, освен што сте градоначалник на Велес, дали е тоа мерка која оди во правец повторно пари во бунар без дно? Или, да бидам директен, зошто владата се откажа од така наречениот модел на задолжување кај странските кредитори за така наречено меко спуштање на долговите или нивно репрограмирање на долги патики? Би сакал да почнам со следново. Факт е дека финансиските состојби во општините се многу лоши. Огромни се долговите. Никој во држава не знае колку е точно долгот на општините. Ние од ЗЕЛС опериравме со некоја бројка од над 200-250 милиони евра. Владата испадна со друг податок, така да не знам во тој податок што се влегува, дали влегуваат и долговите на училиштата, на јавните предпријатија или се однесува само за долгови на општините. Тоа значи дека во старт имаме дубиоза од 100 милиони, колку се реалните трошоци на општините. Да, на тоа треба да се додаде и фактот дека континуирано околу 20 на општини имаат блокирани жиросметки, што дополнително ја отежнува вкупната состојба. На првата средба што имавме со председателот на владата на почеток на нашиот мандат во Струга, договоривме со премиерот, тој излезе со јасен став кој беше поздравен од сите градоначалници, дека владата сака да им помогне на општините, дека планира да се задолжи кај некој од меѓународните финансиски институции со мек заем и дека ќе се задолжи, а како во вид на мек заем ќе им ги даде парите на општините на 20 годишна отплата со многу ниска каматна стапка. На тој начин општините ќе беа многу поодговорни, затоа што немаше да добијат бакшиш, грант средства од владата. Во оваа ситуација сега
морам прво да потенцирам дека за нас како општини секој денар е добре дојден, така да одлуката на владата за овие 51 милион евра е многу добра за домаќи не сака џабе пари. Но се поставува само едно сериозно прашање од морален, етички аспект, како тие средства ќе се распределат, по кои критериуми и така натаму. Господин Таревари, ја наследивте општината со прилично финансиски дубиози. Како се соочивте со миговите на блокада на буџетската сметка на Гостивар и како функционирате во услови на безпарица? Значи, денот кога влегов во општина Гостивар беше 2 ноември 2017 година. На жиросметката имавме 0 денари. А долгови 113,2 милиони денари, тоа што имавме во нашата евиденција. Денеска должиме само 66,2 милиони, значи 47 милиони од долговите се исплатени во овој период со сите обструкции и со сите пречки. Исто така имаме и недоспеани долгови, работи кои што се уште не се регистрирани во нашата администрација. Приближно тоа би требало да биде 1,5 милиони евра. И со сите обструкции што ги имаме од централната власт, посебно од режимскиот дел на централната власт, функционираме со огромни потешкоти. Сакам да кажам дека до крајот на март бевме единствена општина во Република Македонија која што немаше изгласан буџет, бидејќи ја нема мнозинство во Советот. И сега е... И функционирате врз основа на одлука за привремено финансирање? Да, првите 3 месеци така функциониравме. Од 1 април имавме буџет, значи добивме буџет и тоа беше буџетот прекроен по мнозинството, значи по сите ставки сменети и направен за да не функционираме како што треба. Меѓутоа успеавме за 6-7 месеци со буџет да направиме инвестиции, освен што плативме 800.000 евра долгови и да направиме инвестиции некаде околу 2 до 3 милиони евра. Сега е време на ребаланс на буџет, се надевам утре ќе се изгласа, бидејќи 2 месеца се одолговлекува, не се става во дневен ред ребалансот на буџет. Меѓутоа изнајдовме решение и се надевам утре во Советот на општина Гостивар ќе се изгласа ребалансот. Дали во овие должничко-доверителски односи се калкулирани и долговите или финансиските добиози на училиштата, на сите социјални категории и установи кои се врзани за локалната? Не се, значи овде не се спомнати долговите кои што се на средните и основните училишта, меѓутоа сакам да кажам дека општина Гостивар има и судски процеси за долгови со одредени предпријатија кои што работеле во минатото. И тоа се долгови од околу над 1 милион евра. И тоа не е ставено во оваа хартија, значи не е пресметано и тоа. Коцевски, морам да кажам дека малку сум шокиран. Една е информацијата на владата дека се околу 110 милиона долговите по некоја спецификација на владите финансиски институции. Вие велите дека се над 200 милиони. Таа дубиоза од 100 милиона, кој и како ќе ја покрие? Кој зошто ја крие? Не, јас ви кажав информации што ние ги користиме во управниот одбор на ЗЕЛС како некој сознание што ги имаме од општините. Инаку општините имаат обврска секој месец и со кварталните извештаи до Министерството за финансии да доставуваат законска обврска, да доставуваат точни податоци за тоа каква е финансиската состојба. Не ми е јасно само што влегуваат во овие долгови, значи дали влегуваат и долговите на училиштата, на јавните предпријатија. Така да не можам со сигурност да тврдам чии информации се точни. Сега имаме, се го виделе законот за помошта на општините, како тој гласи, што содржи? Да, успеав да дојдам преку пратениците до содржината на законот, бев нетрпелив да знам што содржи, како се планира да се распределат средствата, но во законот воопшто нема одредби кои се однесуваат на начинот на распределбата на средствата кои ги најави министерот за финансии, туку законот се однесува само за дисциплинирање на неодговорните градоначалници, општини и општински совети. Единствено се однесува во неговите одредби за ограничување на... Што значи дисциплинирање?
кој тип на казнени одредби недисциплинираните ќе ги следи? Оние што беа галантни прошаджи, криминално стопанисуваа со буџетот и со имотот на општината, или оние што... Не, значи, не се однесува ни за тоа, туку законот се однесува само за воведување на ограничување за висината на идните буџети кои ќе ги планираат градоначалниците и општинските совети, и тоа се сведува општините да не можат да ги прават буџетите и програмите како список на желби, како што досега беше, затоа што праксата покажа дека реализацијата на буџетите на општините во Македонија е негде околу 60%. Значи за 40% се утнува проценката. Тоа е така затоа што има некоја востановена пракса за да се стават што повеќе предлози, идеи, барања на граѓаните, на урбаните, на местните заедници, на разни здруженија на граѓани, се стават многу повеќе работи во буџетот, при тоа знаејќи дека тоа нема да се реализира. Тргнувајќи од тоа, владата, односно Министерството за финансии, предлага буџетите на општините да може да се планираат зголемени само за 10% во споредба со остварените приходи во последните 3 буџетски години. И тоа е добра мерка, но според мене тоа не е доволно. Мора да се направат некои порадикални чекори, да функционира принципот на одговорност во нашата држава. Неодговорните градоначалници кои ги заглавија општините им направија толку големи долгови, грубо кршејќи го законот, мора да одговараат за своите неодговорни постапки, ако сакаме да воведеме ред. Воспротивно, сега ќе им се покријат дел од долговите и приказната може пак да продолжи на ист начин и во наредниот период. Таравари, ги најдовте ли дубиозите на вашиот претходник? Јас ги кажав само долговите на општината, не ги кажав и го долговите на комуналното предпријатие во Гостивар, кои изнесуваат уште плюс 7 милиони евра. Значи, вкупно е 10,5 милиони евра долгови на општина Гостивар. Посериозно, јавното предпријатие. Јавното предпријатие има 2 пати повеќе долгови и тоа долгови, да, и тие долгови не се од последните 4 години, туку се уназад 20 години. Ако е низок процентот на наплата, да. Тоа значи дека вашите гостиварчани се недисциплинирани и нелојални граѓани кон локалната заедница. Значи, кога ја преземавме власта минатата година, наплатата на вода беше 18% во Гостивар, денеска е 45%. 45%. Двојно, повеќе од двојно зголемено. И тие се научи од претходната власт дека на крајот од годината или пред избори ќе им бидат простени долговите. Така се случувало обично. Знаете што, и повеќето села нема ни водовод, ни канализација. Се успеавме по околу 8 села да поставиме комплетно нова канализација и плаќањето на... Има ли села уште без вода? Во Гостиварско не. Без струја? Не. Сега, јас се надевам до крај на мандат нема да има ни со канализација. Мада имавме 8 села кои што ги работиме моментално без канализација во Гостивар. Што се однесува до реализацијата, Гостивар е релативно добар со реализирање на средствата. Колков е буџетот ваш? Над 17 милиони евра со се дотации, значи околу 60-70% се дотации. Нормалните трансфери на... Да. Реализацијата на приходи е околу 71% и реализацијата на расходи е околу 68,4% за вториот квартал, до вториот квартал, што е релативно добра реализација. И се надевам до крајот на годината да видиме некаде околу 90% од планираната реализација. Се има една многу повеќе лоши, но има една добра работа. Ако ви легнат пари, ако исциркулираат како ваша обврска кон доверителите, вашите деловни партнери, фирмите и така натаму, тоа ќе ја интензивира локалната економија на овој начин. Но има една прилично перфидна варијанта. Како да со ова се затрупуваат интерните делови, големите делови меѓу градоначалниците и фирмите и во однос на стамбената изградба, и во однос на инфраструктурата и така натаму. Како ние ќе се справиме со тоа? Видите, реков и пред малку, значи мора конечно да профункционира одговорноста во Македонија. Јас досега уште не видов некој градоначалник да биде земен на одговорност, да биде осуден за тоа што го правил и што ја задолжил општината. Во законот за финансирање на општините има точно одредени правила под кои услови
може општината да се задолжи. За тоа дава согласност Министерството за финансии. Тоа е регуларно задолжување. Јас сега зборувам значи за незаконско задолжување. Тоа значи дека голем број градоначалници од претходниот состав, од претходните состави, спротивно на Законот за финансирање на општините и Законот за локална самоуправа, за да се додворат на гласачите во пресред на парламентарни локални избори, изведуваат градежна инфраструктура, значи објекти, многу повеќе од колку што имаат приходи. И на тој начин грубо го кршат законот. И за тоа треба да сносат одговорност. Системот мора да прати порака соодветна до сегашниот состав на градоначалници дека така не смее да продолжи понатаму, затоа што сега ќе ни помогне државата, нели, да ги вратиме долговите, но ако и овој состав на градоначалници продолжат да се однесуваат на ист начин како претходните градоначалници, тогаш ништо не сме направиле, затоа што од морален етички аспект ние не смееме да ги наградуваме градоначалниците или општините чии градоначалници работеле нечесно и незаконски ги задолжувале општините. Денови е прочитам информација дека Илија Јовановски, градоначалник на Прилеп, го вратил последната транша од 104 милиони денари долг кон доверителите и влегува со салдо нула. Се иста е ситуацијата изгледа и со Александар Нумовски во Гилче Петров, кога инаку го покани во студиото, па беше презафатен. Кој е сега кабаетот? И вие како градоначалник не си удирате прст и си викате чекате, па можев ја да градам место да враќам. Тоа е дилемата што мене ме мачи овие денови и јас од дел од моите сограѓани бев критикуван во изминатите месеци затоа што ме памтеле како градоначалник кој многу градел во претходните 2 мандати, а сега помалку сум градел. И јас во јавноста давам изјави дека има една српска-хрватска поговорка која вели не може и јаре и паре истовремено. Значи, ако враќате долгови, парите што ги давате за враќање на долговите не можете да ги инвестирате во изградба на комунална инфраструктура. Јас се одлучив да враќам долгови. Заради тоа сум критикуван од моите сограѓани и сега сам да се искритикувам себе си. Испаѓа дека јас бев наивен и глупав, како и многу други колеги градоначалници кои враќавме долгови, наместо да градевме, сега ќе бев цар во Велес, ќе ме славеа сите затоа што сум изградил многу инфраструктура, ако не враќав воопшто долгови. И сега заради тоа треба, можеби, не знам како ќе се распределат парите, можеби тие градоначалници што ги спомнавте, јас еве Таравари, ќе бидеме казнети затоа што сме биле коректни, сме го почитувале законот и сме враќале долгови. Добро, ама не разбирате што сакам да кажам. Сте и заштитени, зашто важеше оној слоган градеме, крадеме, барем вас тоа нема да ве тангира на одреден начин. Господине Таравари, како со таков буџет, со огромен долг на комуналец, со еден поактивен однос во прибирањето на приходите, успевавте да реализирате дел, да речем, условно од изборните ветувања. Или се препуштивте на стихија? Не, балансирав. Имам добар тим кој ме советува, луѓе кои што се искусни, кои што, посебно минатите градоначалници, сите, освен минатиот, значи последниот градоначалник, сите други се консултирам повремено, ми даваат добри совети и искрено да ви кажам, балансирам. Ако враќам долгови, ја треба 4 години само за долгови да работам. Да ги вратам со буџетот, да ги вратам долговите. Затоа балансирав. Нешто вратив долгови, околу 800.000 евра, и нешто инвестирав околу 2 милиони евра. Вака секоја година, ако продолжиме по овој тренд, јас се надевам дека долговите на општината до крајот на мандатот ќе бидат нула и ќе имаме инвестиции нешто. Доколку немавме долгови, многу подобро ќе беше. Комплетно тоа што враќаме долгови ќе беа инвестиции во инфраструктурата. Се има со ребалансот една внатрешна контраверзија. Од една страна бараме некакви стратегиски капитални инвестиции. Особено е важен гасоводот заради екоенергијата, заради преструктурирањето на системот на енергетската независност и така натаму. Од друга страна, инвестициите, капиталните инвестиции околу гасоводот се замрзнати. Која е логиката во сето тоа?
Во изборната програма на сите кандидати за градоначалници на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, гасификацијата на нашите општини беше секаде еден од врвните 3 приоритети. И ние сериозно работиме на тоа. Знам повеќе градоначалници кои инвестираат прво во техничка документација, па потоа и во изградба на гасоводниот систем. Јас забележав дека бавно ќе оди изградбата на цевководот од Штип преку Свети Николе кон Велес, иако Велес е во центарот на Македонија, од аспект на гасификација испадна како слепо црево. И затоа ние ќе одиме на варијанта со друг модел, сличен на струмичкиот модел за гасификација на Велес, и јас се надевам дека тоа ќе успееме да го направиме до следната грејна сезона. Тоа значи до нивото на централното депо ќе носите газ? Да, компресиран и од тука после ќе се со одмерно регулационата станица ќе се распределува се до оној момент додека него добиеме гасот преку цевководот кој треба должината е 28 км да стигне од Штип до Велес. Уште едно прашање што можеби ќе ме третира и двајцата. Многу од општините, влегувајќи во овој аспект на социјалните карти и социјалната помош, знаеше пред изборите да ветува не плаќате, односно ќе ви бидат рефундирани или отпишани долговите. Но има една друга димензија која стана сега популарна, а тоа е стимулација на енергетски ефикасни градби. Имате ли пари? Имате ли донации? Колку и на каков начин државата тоа го финансира како глобална стратегија и што од тоа имате бенефити? Апсолутно размислуваме во тој правец. Значи, постојат и проекти, посебно од меѓународни организации, да речам, или грантови кои што се даваат, посебно сега, колку што знам, од Светска банка има за такви објекти, за да се заштеди енергија практично. Размислуваме и конкурираме во такви проекти од државата, искрено од владата конкретно. Јас како општина Гостивар имам само еден отворен фитнес центар за една година во вредност од 35.000 евра. Тоа е целата инвестиција од владата што е инвестирано во Гостивар. Сето друго се грантови, кредити, сопствени средства, така да мораме да размислуваме како да немаме, како да не постои помош од централната власт. Така и се навикнавме да функционираме и се надевам така и подобро и екипата веќе е разиграна, само бараме од надворешни донатори кај што можеме да добиеме одредени средства за да се инвестира. Тоа го отвора прашањето во кое колку градоначалниците, чувајќи и вас, ја свативме димензијата на ЕУ фондовите и на евентуалниот трансфер на огромни потенцијали за инвестиција по сите аспекти на фондовите со кои располага Европската унија. Не зборувам за меѓуграничната соработка, зборувам за големи инвестициски проекти. Ние вложуваме големи надежи во тоа, затоа што Македонија е премногу сиромашна држава и ние не можеме да ги решиме големите капитални проблеми без помошта на Европската унија. Ретко кој град во Македонија има изградено колекторски систем и пречистителна станица. Само за Велес, за тоа се предвидува по физибилити студијата да треба да се вложат негде 23-24 милиони евра. Кога Велес ќе ги има тие пари? Никогаш. Кога државата ќе може само за Велес толку да издвоја? За Скопје да не зборуваме. Множете го тоа по 10, да речеме. Второ, немаме изградено современи фабрики за третман на црстиот комунален отпад. Тие треба да се градат на регионален принцип. И за тие објекти треба големи во десетици милиони евра да се издвојат. 40% од населените места во Македонија немаат соодветни канализациони системи. Значи има големи капитални инвестициони работи што треба да се инвестираат во наредниот период за кои ниту општините, ниту државата ќе има доволно средства. Затоа мојот апел е сите општини да си ја сватат сериозно работата, да направат тимови од млади стручни луѓе кои знаат барем 2 светски јазици, кои имаат искуство за подготовка на проекти, што знаат да прават добри апликации за да може да конкурираат во предпристапните фондови на Европската унија и, што е многу важно, многу повеќе сите заедно да инвестираме во изработка на техничка документација. Дел од општините, па и поголемите, немаме доволно пари
ни за техничка документација да направиме. За малите општини тоа е мисловна именка, а особено голем проблем за малите задолжени и сиромашни општини е што немаат пари дури ако добијат проект од Европска унија или од некоја друга институција, од Светска банка, немаат пари за да го платат собственото учество. Некаде собственото учество е општината да го плати ДДВ-то 18%, некаде се бара 10% учество. Затоа мојот апел беше државата да смисли некој фонд од каде што ќе може да се поддржуваат и помагаат општините и за изработка на техничка документација соодветна, што ќе ги задоволи строгите критериуми на Европска унија, на Светска банка и на другите инвеститори, и се разбира за да им помогне за плаќање на котизацијата и учеството на општините, за да можат воопшто да аплицираат за такви Гостува ли европските пари? Ствараме специјална екипа за европски пари. Ние размислувавме за ИПА фондови за да конкурираат. Се работи за млада група на луѓе, околу 4 млади кадри во Гостивар кои што се ангажирани во општината и ќе имаат задача само со фондови да работат, ништо друго. Искрено до сега не е искористено, меѓутоа само за следната година, например, во Гостивар околу 12 милиони евра доаѓаат само од Швајцарската агенција за развој. 7 милиони се за водоводната мрежа, комплетно нова во Гостивар, и за регионалната депонија околу 5 милиона евра се во Русино, која се наоѓа. Ги решивте проблемите со тето околу Русино? Тоа е регионален проблем. Меѓутоа, регионалната депонија се наоѓа за жал во Гостивар. И според сите стручни лица, најдобро место кај што може да се среди и да биде регионална депонија е Русино, и одлучивме заеднички таму да инвестираме и практично фондовите кои што доаѓаат, грантот од Швајцарската агенција за развој ќе биде за средување на целата инфраструктура во депонијата Русино, која што треба да заврши идната година, кон крајот на идната година, и после тоа да се најде од владата најверојатно, бидејќи централизираа сега давање под концесија на регионалните депонии, да се најде инвеститор кој што ќе почне со изградба на фабрика или како да речам центар за изработка на отпадоци. Поштовани гледачи, следите дебата околу санирањето на општинските долгови. Во емисијава граначалникот на Велес Коцевски, за разлика од владата која вели дека се над 100-110 милиона, соопштува дека има дубиози, дека има над 200 милиони долгови кои лежат во општините. Владата се реши со ребалансот да издвои 50 милиони од заштедените, условно кажем, капитални инвестиции кои се замрзнати, и како што гледате, ова столица и натаму е празна, и тоа стално ќе ја подсетувам, особено ќе ги подсетувам пиар агентите на владата и на Министерството за финансии, дека имаат обврска за отчетност и за јавна комуникација со граѓаните кога се работи за трошење на државните пари, а ми се чини дека Министерството за финансии доби една невообичаена лекција од Меѓународниот монетарен фонд со констатацијата дека не често или многу ретко соопштува објасними, разбирливи податоци за долгот и за финансиските текови во државата. ЕПП и понатаму со Аце Коцевски и Арбен Таравари. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување.
почиња на љубовта. Пелистерка. Pure Excess, the new feminine fragrance by Paco Rabanne. Добрците во општинските каси, обидот на владата да санира дел од околу 200 милиони јавни или прикриени долгови на општините кон доверителите или деловните партнери. Во студиото Аце Коцевски Велес и Арбан Таривари Гостивар на почетокот од оваа втора рунда. Има ли критериум како ќе се распределуваат 50 милиони евра, до толку повеќе што сега по дефолт постои стравување и не може да ја употребиме стереотипната диагноза дека владата ќе ги финансира своите градоначалници, бидејќи 90% се од владеечката коалиција. Вака, јас можам да зборувам само во моје име. Иако сум председател на Комисијата за финансирање на ЗЕЛС и председател на Владината комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините, не успеав да дојдам до сознание. Чекај, ако сте на заедничка комисија пред владата, пред таа комисија заедничка, не вие соопштен? Не сме воопшто консултирани. Добро, поверете се до сега. Се обидов по некои канали да дознам, меѓутоа не успеав да дојдам до информација, освен тоа што официјално на пресконференцијата го соопшти министерот дека ќе се покријат 50% од долговите на општините, но не беше кажан датумот, на кој датум, кој податок ќе се земе во предвид. Дали датумот ќе биде со завршната сметка од минатата година како релевантна информација или по некој од кварталните извештаи што ги доставуваме до владата. Би сакал да апелирам да биде внимателно Министерството за финансии, да не испадне на крај тие што коректно, добро работеле, го почитувале законот, да бидат казнети за сметка на тие што не го почитувале законот. Ние мора конечно да ги наградуваме тие што работат добро и честно и одговорни, што ги почитуваат законите, а не да ги казнуваме. Се надевам дека во меѓувреме ќе добиеме официјална покана со ЗЕЛС и дека ќе го кажеме. И например ќе кубат коси после оваа одлука, бидејќи нема да добијат за парите што се потрошени. Таривари, дали знаете по кои критериуми и зашто би аплицирале условно кој дел од долговите да ги покрие владата со овој проект? Не знам точно кои ќе бидат критериуми, меѓутоа добро би било да има стрикно одредени критериуми, да се знае која општина колку би добила или кои се критериумите, како би се поделиле парите. Правични, и јас не би, да, апсолутно да биде тоа максимално транспарентно, дури може и ЗЕЛС да биде како да речам како посредник или организатор на тоа како би се поделиле парите по општините. Се согласувам дека не би требало општините кои честно работеле, кои се во позитива или немаат никаков долг, да не добијат ништо при оваа распределба на пари. Меѓутоа, ако одиме на долгови кои што ги имаме, било каков долг да се покрие во општината и еден денар да дојде од владата е добродојдена, бидејќи нема да бидеме под притисок на фирмите на кои што им должиме, бидејќи нон-стоп сме под страшни притисоци од различни фирми што се направени долгови во минатите 3-4 години. Што би биле критериумите? Например, дали критериум би бил наместо еднократно отплаќање на долговите, да се врати решението кое на оден начин бил микс меѓу оној мек пристап на репрограмирање со долгорочни кредитни ануитети, 20-30 години, а сепак општините имаат обврска да вратат пари назад во државната каса или да се направи еден револвинг систем на буџетирање за крупни проекти. Тоа веќе не можеме да го враќаме назад, затоа што министерот официјално излезе на пресконференција и нам како на градоначалници повеќе ни одговара овој модел, затоа што сепак овие се неповратни средства. Меѓутоа, од аспект на одговорноста се согласувам со вашата констатација дека за да има чувство да ги ценат парите што ги добиле, кога тие
ќе бидат дадени како позајмица, а за тоа има законски основи во законот. Владата има право според законот на општините да им дава и краткорочни и долгорочни позајмици. Краткорочните се до 1 година без камата, а долгорочните се до 5 години исто така без камата во случај кога општините ќе дојдат во некоја нестабилна финансиска состојба. После официјалниот прес на министерот, мислам дека не можеме да се враќаме назад. Во оваа ситуација максимално што може да се постигне е да побараме владата, министерството да почитува законската регулатива на која е обврзана кога се донесуваат важни закони, прописи кои ги тангираат општините во Македонија, задолжително да ги консултираат општините преку заедницата на единиците на локалната самоуправа. Апелирам критериумите да бидат јасни, објективни, транспарентни, правични, за да се постигне вистинскиот ефект од распределбата на овие средства. Се наближуваме до клучно прашање кое се уште е енигма. Тоа е како ќе се одвива и се одвива така наречената трета фаза од фискалната децентрализација. На каков начин општините ќе можат да се осамостојат, да си ги прибираат даноците, да располагаат со средствата на начин во кој, освен отчет, ќе имаат отчет кон владата, ќе имаат отчет и кон граѓаните. Трета фаза на фискална децентрализација не е предвидена, но ние од ЗЕЛС имавме... Зборувам за трета, зборувам за една поенергична самостојна позиција. Имаме сериозни барања упатени до централната власт. Нашите оценки поидовни се дека Македонија се уште, за жал, е една од фискално најцентрализираните држави во Европа. Во овој момент парите кои ги имаат на располагање општините ни оддалеку не се доволни за да ги задоволат потребите за општините да можат добро, квалитетно да ги извршуваат законски доверените надлежности, да дадат квалитетни услуги на граѓаните и затоа ние доставивме сериозни барања до владата. Нашите барања се точно срочени. Ние бараме да продолжи понатаму процесот на децентрализација на власта во Македонија. Децентрализацијата повторно да се издигне на ниво на еден од врвните приоритети на владата на Република Македонија, а не да биде заборавена и запоставена тема како што беше во периодот на претходната извршна власт во Македонија. Бараме приходите на општините сериозно многу да се зголемат, значи учеството на општинската потрошувачка во вкупната јавна потрошувачка или во БДП-то или да се зголеми многу повеќе од тој скромен процент со кој сега учествува. Бараме процентот на трансфери од ДДВ од 4,5%, колку што сега добиваат општините, а почна со 3% во 2005 кога почна процесот на децентрализација, да се зголеми на 10%. Бараме исто така трансферите од персоналниот данок на доход од сегашните 3% да се зголеми на 50%. Бараме и по други основи општините да имаат можност да добиваат дополнителни извори на средства, како на пример од законот за игри на среќа и слично. На тој начин ќе можеме да гарантираме дека во Македонија ќе направиме стабилен систем на финансирање на општините. Исто така инсистираме да се направат напори да се почитува законот за рамномерен регионален развој. Во досегашниот период извршните власти не го почитуваа законот кој сами го донесоа. Со законот е предвидено 1% од бруто домашниот производ да се инвестира во проекти за смалување на неравномерната регионална развиеност на Македонија. За жал, за 20 пати помалку, значи не зборам за 20%, за 20 пати помалку општините добиваа пари од тоа што имаше обврска централната власт и на тој начин наместо разликите да се намалуваат, разликите помеѓу Скопје и остатокот на Македонија уште повеќе се продлабочуваат. Каде се блокадите во финансирањето на општината наспроти централната власт? Што ви недостига за да бидете и помобилни финансиски, и пофлексибилни, со поголем буџет да располагате? Искрено кажано, добро, Коцевски кажа како би се финансирало и како општините би дошле до повеќе пари. Ова збориме за сите општини, која би била формулата, кои се барањата по ЗЕЛС, нели, за да се зголемат сите овие приходи. Меѓутоа, добро би било и да има коректна релација централна и локална власт. За жал, ја го осеќам тоа на своја кожа, бидејќи сега сум единствена урбана општина која што е опозицијска. И реално кога ќе одат твои луѓе во министерство и ќе побараат да конкурираат во некој проект и кога ќе им се каже дека за гостивар сите врати се затворени, не се осеќаме удобно.
Нормално, знаете, ингеренциите во училиштата одземени се само на општина Гостивар веќе 9 месеци, на 21 ноември полниме 9 месеци. Немате никаков контакт со ниеден од министрите и кога ќе побарате. Например, систематизацијата на општина Гостивар е испратена до Министерството за информатичко општество пред 6 месеци. И сигурно 5 пати до министерот се јавувам и му барам само одговорете дека не е како што треба и поправете што треба или кажете ми ворете. 6 месеци нема никаков одговор. Знаете каква тоа е, значи сите вработени таму се, како да речам, разочарани од централната власт. Барем да има некаков одговор. Да не збориме за министерствата кај што е ДУИ. Со тие министерства воопшто нема никакви релации. Значи, секаде што може да се спречи нешто или да се направи некаква обструкција, тоа максимално се прави. И така да се осеќате некомфортно, како да сте странци во своја држава. Искрено кажано. Тари Вари Косевски, вие сте и јавни личности и градоначалници, го слушате билото на граѓаните. Барам коментар за актуелни политички и други процеси во Македонија. Прво, ова што е најважно. Како ви легнува идејата за помирување или за амнестирање на криминалците, насилниците во име и за сметка на мирот во Македонија и тоа да се сакаме братски, не баре заборавивме кој што поминал? Јас така викам. Много тешко прашање. Најдобро е кога би можело Македонија да оди напред, а да нема никаква прошка за криминалците и тие да одговараат за нивните злодела што ги правеле во минатиот период. Меѓутоа, кога имаме една тешка ситуација да е ризично да се обезбеди двотретинско мнозинство за да се отворат големите идни перспективи на Република Македонија, должни сме сите да правиме компромиси, да голтаме кнедли. Јас се надевам дека тие компромиси ќе бидат што побезболни и дека со што помалку прошки ќе можеме да постигнеме да имаме двотретинско мнозинство, а сепак криминалците да одговараат за белите што ги правеле во минатите. Таа енигма мислам дека никој во крстозборот не ќе може засега да ја реши. Тари Вари, ваш став? Срамен чин за мене, значи да се спомнува луѓе кои што оставиле пратеник како мртов и отишле по друг пратеник со пиштоли, вооружени. И сега, после една година, се уште луѓето користат терапија, се уште се под страшна траума претрпена, збориме за тие луѓе да бидат ослободени. Не знам дали постои, ни по закон, ни по устав, ни по вера, ни по ниедна норматива морална не постои такви луѓе да бидат ослободени од ниво Куран, ниво Библија. Ниво Куран, ниво Библија. Видите апсурд на реакција и на законот што го предлага опозицијата ВМРО ДПМН. Се наведува таксативно кривичните дела, учество во толпа која што ќе изврши кривично дело. Учество во толпа што ќе спречи службено лице во извршување на своето дејствие. При тоа не се набројува и обидот на убиство на Зијадин Села. Човекот го оставија како мртов. И после се насочија кон Заев. Ги видовме и со пиштоли. Оти го слушам Амети еден ден, вика треба да се докаже. Не се знае дали влегле. Камери сите видовме. Кој ги отвори вратите, кој пукаше, кој беше со пиштол, кој како се движеше. Значи сите овие работи, целата македонска јавност можеше да ја види директно. Да не збориме за во судскиот процес што имаат снимки плюс. Меѓутоа, ја мислам дека ова е скандал пар екселанс ако помине таков закон, ако се подржи од некој. Мислам дека, знаете, по затвори во Македонија лежат луѓе кои што крадел 150 кебапи или направил некоја мала кражба. Или Фета Алими кој го спаси Зијадин Села, го тргна и го спаси, 6 месеци беше во затвор. А криминалци кои што влегоа и имаа намера да убијат човек, еден или 20 или без разлика, беше обид за убиство, сега збориме како да ги ослободиме нив. Не знам, според мене ова е нелогично и неморално пред се. Јас мислам дека не треба да се разговара само за
сторителите на тие гнасни чинови, туку треба да се откријат кои се инспираторите, поттикнувачите, организаторите, тие пред се треба да одговарат, но се уште ние не дознавме кој сето тоа го организираше. Сите предпоставуваме, но официјална постапка не е поведена. Видете, се знае кој беше министер за можниот државен удар на 27. Министер за внатрешни работи, кој беше директор на одредени институции во Министерството за внатрешни работи, многу едноставно е. Кои се поттикнувачи и тоа е горе-долу јасно, се знае, само што треба институциите на системот. Постапка се уште. Добро, секогаш одговараат луѓе кои што не се криви, тие што дури ќе испаднат и херои на крај по ова како одиме, на крај ми се чини тие што ги организираат тие настани ќе испаднат македонски херои. Но сепак апелирам да ја гледаме големата слика. Македонија мора да оди напред и да се најде некое соодветно решение со што помалку последици. Тоа мора да оди напред е НАТО. Ако е мора да оди почеток на преговори со Европска унија. Ако стигнеме до Европска унија, што тогаш ќе треба да дадеме за да се помириме и за да влеземе во Европската унија? Повторно ќе ги правиме овие концесии за кои Европа не предупредува и прибе дека нема правна држава и нема правна сигурност на граѓаните доколку... Чомовски, тоа не е далечна перспектива, тоа треба да се случи следната година, значи да почнат преговорите за Европска унија и да завршат ратификациите во сите парламенти, да станеме официјално членка на НАТО. Не знам за кое идно време зборувате. Сега е тоа што треба да го правиме. Камо среќа да може, меѓутоа јас сум скептик. Јас мислам дека 5 години до 7 години не е така близко време. Не, зборам јас за почетокот на преговорите официјално. По тоа како течат работите, посебно во правниот систем, јас сум скептик. Би сакал да почнат утре преговорите со Европската унија. Меѓутоа, знаете како стои. Повторно има одредени забелешки пред се за правниот систем во Македонија и потоа повторно ќе се разгледа дали ќе започнат преговори. Добро, владата оптимистички го кажува тоа јуни ќе започнат и јас сум за тоа да започнат, не во јуни, во април идната година, меѓутоа по тоа како течат работите, ние немаме никакви реформи во ниеден сегмент на живењето. Значи, ниво образование, ниво... Ќе почне да тече мед и млеко во Македонија, ние допрва треба да работиме за наше добро, да се согласувам, меѓутоа треба да има еволуција во умот за да бидеме подготвени. Први знаци на подготвеност за реформи. Вие не гледате сите министри на ДУИ сега се суди. Сега слушам денеска, читам, Суби Јакупи, кој што беше во Државна изборна комисија представник на ДУИ, денеска станал судија во некој суд. Тоа е скандал. 10 бивши функционери на ДУИ се сегашни судии. Ние сме под окупација, партиска окупација на судството. Би посакал што побрзо да го решиме тој проблем. На атмосферата во која веројатно со години наназад зборувавме за фамилијата, зборувавме за 5 милиарди изнесени од Македонија и така натаму. Знаете што се 5 милиарди? 2 буџета. 2 буџета. А замислите што вие во општините би направиле со 1/10 од тие пари. И сега ние ќе се доведеме во ситуација тоа сето да го заборавиме и да формираме ново гесло на македонската држава, дека правната држава почнува со помирување и со помилување. Видете, тоа не смееме да го заборавиме, затоа што граѓаните паметат што им било ветувано во изборните кампањи и можно е многу лесно тоа да го таквото однесување да го казнат во првата следна прилика. Така да не верувам дека тие што се на најодговорни позиции во моментот во извршната власт така лесно би отстапиле од ветувањата кои ги даваа во изборните кампањи. Таливари, уште вас став и да завршувам. Патриотизам за мене денеска е да се започне со реформи во здравство, да се почне со реформи во образование. Имаме скандалозен образовен систем. Да почнеме со реформи во правниот систем. Луѓето се плашат овде да инвестираат, бидејќи не ни функционира правниот систем. Може да инвестира и потоа да има проблеми со разни структури во државата. Така да мислам дека е моментот владата да се разбуди, да почне да работи, ама стварно работи во правец на реформирање на општеството.
Поштовани гледачи, тоа беа Аце Коцевски, градоначалник на Велес, и Арбен Таравари, градоначалник на Гостивар. За жал во оваа дебата како ќе се прераспределуваат 50 милиони од владата кон долговите на општините. Дали е тоа единствениот модел што е избран, во кој ќе има прилично дубиози, дали добрите и честни и штедливи градоначалници ќе страдат наспроти оние кои трошеа, или да го цитирам министерот за финансии, дека креиране надреални трошоци и дека тоа представува крах на некои локални центри. Жал ми е што не присуствува, но секогаш има место и личности за дебата. Во изминативе 8 часа имавте можност да гледате и да слушате спектар на личности од сите области во кои доминираа сепак овие последниве неколку теми врзани со решенијата околу законот за амнестија на опозицијата и политичката потреба да се обезбеди мнозинство за уставните амандмани преку така наречено помирување во политиката. Зборувавме и за аспектот зошто и на каков начин постои опасност младите и прогресивни IT програмери и инженери да бидат задржани тука, односно заминуваат во странство, и се разбира приличен сплет на низа други информации кои беа врзани за дневните реакции. Јас сум Александар Чомовски, утре сте со Ацо Кабранов и Боријан Јовановски. Пријатна вечер. Човекот што тргна на пат да ја запознае убавата страна на животот, да побегне од се и да го пронајде мирот. Несвесно се најде пред портите на пеколот.